Почитувани граѓани, СДСМ како одговорна партија, партија која што е целосно посветена на евроинтегративниот процес, со силна мотивираност ги поставува европските стандарди тука, дома, во нашата држава и во сите сфери на општеството. Новата стратешка рамка Акција 21, преку чија што реализација ја носиме Европа дома, содржи 10 приоритети, а меѓу нив е и македонското здравство со посебен акцент на состојбата со коронавирусот и вреднувањето на трудот на здравствените работници. Влезени сме во период во кој што се спроведуваат активности за конечно запирање на ширењето на COVID-19. Има уплата за 833.000 дози вакцини за популација од околу 400.000 граѓани за вакцина, како и ревакцинација во рамките на ковакс механизмот. Согласно планот за дистрибуција, вакцините се очекуваат во првите месеци од 2021 година. Започнати се преговори и за директна набавка од компаниите кои ги произведуваат вакцините. Предвиден е и трет механизам преку Европската Унија, кој е во постапка за набавка на 200 милиони вакцини за земјите членки, како и уште дополнителни 100 милиони за земјите кои што се надвор од Унијата. Владата, предводена од СДСМ, има аплицирано за дополнителни 800.000 дози од овие 100 милиони. Подготовките за имунизација се започнати. Се набавуваат соодветни модели на фрижидери за секој тип на вакцина и за сите температури. Добро е што и со помош на соседните членки на ЕУ добиваме вакцини во време кога тие стигнуваат кај нив. Почитувани, во оваа борба која што сите заедно ја водиме, речиси цела оваа година, има херои чиј што труд го препознаваме. Пожртвуваноста, посветеноста и макутрпната работа на сите здравствени работници е за секоја почит. Чекорите што владата, предводена од СДСМ, ги презеде во јавното здравство, како што се покачувањето на платите и на доместоците, инвестициите во објекти и опрема, дефинитивно резултираа со силна посветеност на здравствените работници во борбата против коронавирусот. Дополнително 7600 вработени во здравствените установи, кои со месеци се во првите борбени линии против COVID-19 и секојдневно помагаат и работат со заболените од COVID-19, добиваат еднократна награда од 30.000 денари. Согласно програмата, платите на здравствените работници ќе продолжат да растат по 10% секоја година или вкупно 40% до крајот на мандатот. Инвестициите во здравствениот сектор, како и инвестициите во човечкиот потенцијал, се клучни за унапредување на квалитетот и здравствените услуги на сите граѓани. Почитувани, од самиот почеток на пандемијата, врвен приоритет на СДСМ е заштитата на јавното здравје, истовремено и вреднувањето на трудот на сите кои безрезервно се вложија во борбата против COVID-19. Благодарам.